Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, од вчера разгледуваме гломазен буџет од 6,73 милиарди евра, најголем досега, наменет пред се за тековни расходи. Евидентно е дека има рекордно кратење на капиталните инвестиции, а паралелно со тоа имаме и проекција на поголема потрошувач, колку што се очекува да се соберат буџетски приходи. Карактеристични се неколку сегменти, како што се фискалната неодговорност, реални економски реформи кои заостануваат, одстапување од фискалната стратегија 2026-2030, зголемување на јавниот долг, не се предвидени средства за реформската агенда и повторно безразвојна компонента. Неопходноста која се наметнува, а тоа е подобро управување со јавните финансии, треба да е императив за оваа влада, затоа што без добро управување на јавните финансии ќе тапкаме во место, ќе немаме соодветни услуги кон граѓаните и услугите од јавната администрација ќе бидат исклучително слаби. Затоа и ветувањето за стабилност на јавните финансии и рационализацијата на трошоците паѓаат во вода, како и немањето на долгорочна стратегија за одржлив раст, а наместо тоа треба да се подпираме на краткорочни, популистички мерки без економска вредност. Добро е тоа што за се она што алармиравме на многуте дебати изминатата година и повеќе, како огледало на сето тоа дојде извештајот на Европската комисија за напредокот на државата. Неколкуте забелешки од извештајот би сакала да ги предочам. Фискална консолидација без конкретни политики, економијата расте, но без известни реформи, фискалниот дефицит го надминал планираното ниво поради зголемување на плати и пензии, Европската комисија предупредува дека ваквите трошоци ја одложуваат фискалната консолидација. Слаба реализација на капитални инвестиции ограничува долгорочната конкурентност на земјата. Владата мора да го подобри мониторингот и координацијата на проектите за да избегне инвестиции на хартија. Аларм исто така дека без фискална дисциплина, транспарентно трошење и институционалната одговорност, растот ќе остане статистички, но не и реален. Буџетот за 2025 година не е во согласно со новото правило за дефицит, чија примена е одложена до 2027, истото и оваа година. Ова се само неколкуте критики од Европската комисија за она што значи актуелна реформска состојба, па и следни економски текови. Овој буџет е конципиран на дефицит од 3,5%, економски раст од 3,8%, моментална состојба на јавен долг повеќе од 9,5 милиарди евра, моментална инфлација од 4,5% и моментална реализација на капитални инвестиции од 46,78%. Тогаш како, ако имаме реализација на капитални инвестиции од 46,78%, тешко до крајот на годината да се стигне до 50%, вклучувајќи ја и нарушената рамнотежа меѓу продуктивната и непродуктивната потрошувачка, а капиталните проекти ќе бидат двигател на растот, како што изјавува владата. Во делот на економскиот раст, речиси стандардно, Министерството за финансии дава далеку по-оптимистички проекции за растот на бруто домашниот производ во однос на оние од Светска банка, чии што проекции се по-конзервативни, но и емпириски гледано се по-реални и поблиски до оние остварливите на крајот на периодот. Имено, проекцијата на МФ за раст на БДП е процент на ниво од 3,8%, за разлика од проекцијата на Светска банка, која дава значително пониска проекција за економски раст од 3%, една од најниски проектираната стапка за раст во цел Западен Балкан во 2026, односно на исто ниво со стапките на раст на БиH и Србија. ММФ исто така дава пониска проекција од МФ за растот на БДП од 3,2% за 2026, а Европската комисија предвидува 3,1%. Економскиот раст во најголем дел се темели на раст на приватната потрошувачка, која е реално остварлива заради високото ниво на социјални трансфери,
раст на бројот на вработените во јавниот сектор, како и законско усогласување на платите. Нереална е основата за планирање на растот на БДП, бидејќи истиот се темели на капитални расходи во јавниот сектор во разни сфери, како што инфраструктурата, образованието, здравството, каде што од буџетот гледаме дека истите од старт е намалена проекцијата, голем дел од инфраструктурните проекти по општините не се ниту во почетна фаза на реализација и слично. И дел е базиран на подобрување на деловна клима, нови производни капацитети и привлекување на странски директни инвестиции. А кога сме кај странските директни инвестиции, имаме намалување од 1/3 и сега се само 200 милиони евра, додека во изминатите години се движеа во размер од 500 до 600 милиони евра во само 2 квартали. Токму поради овие причини сметам дека проектираниот раст на БДП е висок и неостварлив, а со тоа дека буџетот е напумпан и исто така неостварлив. А тоа ќе се потврди со првиот ребаланс. Исто така крие и ризици, бидејќи проекцијата на раст на вкупните приходи се базира на проектираните приходи за 2025 година со ребалансот на буџетот, за кој е малку веројатно дека ќе се остварат. Ова го подвлекува Finance Think. Одлика на овој буџет е и фактот што капиталните расходи се намалени за 7 милиарди денари во споредба со ребалансот до 2025 година, значи од 47,3 милиарди на 40,5 милиарди денари. Тоа значи дека капиталните расходи се планирани на ниво од 40,2 милиарди денари или 653 милиони евра, што е пониско за 116 милиони евра во однос на минатата година. Пониските капитални расходи кои се планирани во рамки на буџетот за оваа година во однос на минатата, а при тоа годинава имаме поголем буџет, или во споредба со оној што е актуелен, од старт ни покажува дека други се приоритетите на оваа власт, а не развој на економијата преку капитални расходи, како и немањето на капацитет за реализација. Тие се основен двигател на економскиот раст и развој во една држава, односно треба да ја представуваат развојната компонента на буџетот заради инвестициите во инфраструктурата. По најавите од страна на Министерството за финансии во врска со буџетот е дека станува збор за развој, но реалноста говори нешто друго. Учеството на планираните капитални расходи во планираните вкупни расходи е само 9%, значи дека за тековни трошоци планирано е да потрошиме 91% од буџетот, а само 9% за капитални расходи. Ниското ниво на капитални расходи ни укажува дека вкупно прибраните средства во државниот буџет се планира да се трошат на непродуктивни тековни трошоци. Веројатно ова е една добра лекција за воиднина, наместо пораки за рекордни капитални расходи, треба да имаме прагматичен пристап кој нема да не воведе во ситуација на кратење и неимплементирање во целост, сметано дури и со скратениот износ. Трансферите на државата со која го покрива дефицитот, односно дупката во пензискиот фонд, се зголемува од година во година, но во последните 2 години зголемувањето е алармантно. Имено во 2024 имавме трансфер од 650 милиони евра, 2025 по последната проекција од последниот ребаланс на буџет 871 милион евра, да во 2026 година планиране буџетски трансфер во висина од 978 милиони евра. Во 2027 година би имале уште поголем износ, кој што веројатно ќе надмине и над 1 милиарда евра ако се следи ова иста динамика. Јавниот долг пак ќе се зголеми, сега е скоро 58%, со тенденција истиот да во 2026 биде повеќе од 62%. Ова надминување од над 60% на јавниот долг е праг што меѓународните финансиски институции го сметаат за ризичен за земји со ниска продуктивност и ограничени извозни капацитети. Па намесно да го потикнеме домашното производство, ние ќе се фокусираме повеќе на увозот. Згоре на се имаме и нов пакет задолжување, значи 950 милиони евра преку еврообврзница, 350 милиони евра задолжување од други странски извори,
И би сакала заменик министерот да не ги каже кои се тие странски извори и уште 400 милиони евра задолжување на домашниот пазар вкупно. Внимавајте, 1,7 милиарди евра нов заем, иако земавме унгарски кредит и подпишавме стратешки договор со Велика Британија и до ден денес со многу непознати, а многу малку одговори. Имам уште едно прашање до вас, заменик министер, на што ја темелите состојбата дека инфлацијата во 2026 година ќе биде 2,5%, кога моменталната инфлација изнесува 4,5%. Веројатно има некоја посебна стратегија, некој посебен акцијски план, што би било добро да го слушнеме. На почетокот напоменав дека во овој буџет не се предвидени доволно финансиски средства за да се спроведува планот за раст, значи не се предвидени пари за да се спроведуваат реформите кои што не се неопходни. Најпрво за да го зацврстиме системот, да ги подобриме сите оние забелешки на кои што не повикува Европската комисија, за вистинска правна држава, владење на право и поттикнување на човечкиот капитал. Чудно е да се зборува само за реформи, а пари за реформи не се предвидени. А исто така нема ни навремена реализација на реформските обврски од страна на министерствата. До крајот на јуни оваа година беше рокот за реформи кај министерствата, меѓу шампионите беа Министерството за економија и труд, Министерството за правда и Министерството за енергетика. Кај Министерството за правда во програма Г јакнење на владење на правото имаме за скоро 50% или поточно 48,9% намалување во споредба со буџетот за оваа година. Плюс, да не заборавиме дека до јуни 2025 за реформи од 17 милиони евра ништо не е исполнето, а тек до декември за месец и пол треба да се заврши реализацијата на реформи во износ од 37,4 милиони евра, скоро па невозможно. Кај Министерството за економија и труд предвидени се 28,1% повеќе средства во споредба со ребалансот од 2025 година, веројатно затоа што не ги спроведува реформите, не се справија со ценовниот шок, не покажа успех со разните кошнички, затоа што ресорниот не даваше одговори на ниедно суштинско прашање, а граѓаните едве врзуваа крај со крај, па деновиве храбро вели, ако се зголемат платите, компаниите ќе бидат принудени да го намалат бројот на вработени. На што се темели оваа изјава, веројатно ќе разбереме во наредниве денови дополнително. Не смее да се игнорира гласот на работниците и нивните потреби, цените растат, се трупаат нови долгови и наместо да земаат повеќе, тие плаќаат повеќе. Повторно недоволно предвидени средства за програмата за поддршка на развој на мали и средни предпријатија, слично како и во ребалансот. Министерството за енергетика има зголемен буџет од 1,7 милиарди денари, повеќе ќе биде наменето за гасификација како еден голем гломазен проект и ако ова се заврши во реално предвидениот рок, би било добро за државата, бидејќи ова релативно ново министерство потврди во својата реформска обврска, тоест од авансот од 52 милиони евра, Министерството за енергетика имаше обврска за 2 проекти во износ од 11 милиони евра, тоа е неисполнето. Кај Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони имаме намалување во скоро сите програми. Минатата дебата за ребаланс од 2025 не добивме одговор зашто имаме кратење на средства кај Министерство за животна средина и просторно планирање. Сега го поставувам истото прашање до вас, заменик министер, зашто имаме намалување од 14,1% или во износ 727 милиони денари помалку од ребалансот во 2025 или 1,2 милиарди денари споредено со буџетот за 2025 година. Несвојствено е да кратиме средства за области кои се рак рана на општеството и кои што сите не засегаат. Како ќе се справиме со загадувањето, кој ќе биде третманот за отпадни води, како ќе ја заштитиме природата, каков квалитет на воздух ќе имаме, како ќе се зајакне надзорната функција на Државниот инспекторат за труд и на крајот како ќе се унапредува животната средина. Кај Министерството за образование и наука 1 милиарда денари плюс очигледно е прогледано низ прсти за реализација на реформи, како што и самата министерка рече дека им прогледала низ прсти на
директорите на училиштата кои што не обезбедиле учебници. Кај Министерството за спорт помалку средства за идната година, 18,9% помалку за спортски објекти, 67 милиони денари помалку за субвенции во спортот, слично беше и во ребалансот, и дури фамозни 90,7% помалку средства за инфраструктурни проекти во општините во споредба со овогодинешниот буџет. Деновиве бевме сведоци на реакција од страна на пациенти со ретки болести. Бројот на пациенти со ретки болести расте од година во година и додека буџетот за оваа категорија пациенти 2026 ќе се намали, бидејќи регистарот брои 1023%, а 430 се лекуваат токму преку програмата за ретки болести, бидејќи не сите пациенти се кандидати за лекување. Оваа година буџетот бил 24 милиони евра, а сега е 17,5 милиони евра предвидено во овој предлог буџет. Тоа е големо намалување и не може да остане така. Ова е апел кој што го прочитав на еден од медиумите кој што го поставуваат до ресорното министерство. Вчера го слушнавме фискалниот совет. Обрна внимание дека повеќе од битна е усогласеноста на параметрите со фискалната стратегија, потенцирајќи одстапување од инфлацијата, одстапување од правилото за висината на буџетскиот дефицит, понатаму поголема дисциплина во управувањето со јавните финансии, особено кај единиците на локалната самоуправа, и нешто многу битно, најбитната препорака, да се води сметка при подготовка на буџетот да се консултираат буџетските корисници, бидејќи вакви преседани во пракса не смее да имаме. Нешто што е занемарено, а Советот го потенцираше, е сериозниот фискален ризик кој постои кај каматните стапки. Предвидените буџетски расходи за каматни плаќања за 2026 година изнесуваат 21,3 милиарди денари, кои според досегашните искуства и според нивните анализи би можеле да изнесуваат и повеќе. Во предлог буџетот се нагласува дека фискалната консолидација е значајна за економскиот раст, но нема ниту трага од фискална консолидација. Консолидацијата е повеќе годишен процес и без значителен пораст на даночните приходи нема ништо од консолидацијата. Затоа се прави посебна програма и тука треба да ги следиме меѓународните искуства, затоа што вакви програми се задолжителни за земјите членки на Европската Унија, па би било добро ние да се вклучиме во тие процеси, порано да го научиме она што мораме всушност да го научиме. Во текстуалниот дел од предлог буџетот се вели: зголемената даночна основа е основата на главната цел на даночната политика. Неспорно е значењето на даночната основа, еден од 7 главни елементи на секој вид данок, но незиното значење се исцрпува во процесот на оданочувањето. Со незиното утврдување фактички завршува оданочувањето, а започнуваат наредните процесни действија. Но таа не и не може да биде цел на даночна политика, пушти и главна. Мора да се знае дека разликата меѓу даночната политика и даночниот систем, бидејќи даночната основа е во даночниот систем, а не е во даночната политика, и таа не може да биде цел на даночната политика кога не е таму местото. Намалување на даночната евазија, формализација на неформалната економија, зашто исто така имавме одредени забелешки во извештајот на Европската комисија, и дигитализација на даночните процеси, па се продолжува со што ќе се овозможи создавање на праведен и транспарентен даночен систем. Конкретни, неопходни и прифатливи се овие цели на даночната политика. Но не сме да дозволиме да станат само обична флоскула, ако зголемената даночна основа е основа на даночната политика. Не се менува структурата на јавната потручувачка, а го истакнува незиното значење. Тоа значи дека многу работи ќе одат по старите патеки. Овој буџет ќе остане со карактеристика дека е занемарена инклузивноста на буџетските корисници. Оние кои добиле повеќе средства се задоволни нормално, останатите со кратење веројатно да очекуваме дека ќе имаат мотив плюс
за реализација на повеќе проекти. Сепак и овој пат експертите препорачуваат нереализираните средства да не се пренаменуваат, туку да се искористат за намалување на буџетскиот дефицит. Немам сомнеш дека ќе биде донесен буџетот согласно предвидената временска рамка, но после тоа критиката од извештајот на Европската комисија дека има инвестиции на хартија, ќе имаме одговорност и ќе имате пред се одговорноста и обврската да ја побиете таа констатација и да докажете дека ќе има имплементирани проекти. Благодарам.